Зарем личното обезбедување и полицајците во протоколот што го придружуваат премиерот кога се движи, не го предупредиле дека мора да носи кацига на мотор? Зошто требаше да поминат неколку дена откако Заев заедно со Филипче и Николовски беше снимен по скопските улици за да бидат казнети? Дали ако немаше снимки ќе поминеа без казни? Сите дилеми вријат по социјалните мрежи, што е показател дека граѓаните не веруваат во досудената одговорност од по 50 евра по функционер. Првиот полицаец релативизира, па и ги искара новинарите. Дали е доволна казната? Знаете, ако не напишевме никаква казна и записник, тогаш сигурно вашето прашање ќе беше зошто тоа не го направите. Денес кога напишевме записници и казни, кога се менува едно време кое што го нема во Македонија, сега е прашањето па дали биле доволно 50 евра. Тој што сторил прекршок, тој и носи одговорност за тој прекршок. По конкретниот случај сториле прекршок претседателот на владата и министрите, и тие носат одговорност за една таква работа која што имаат. И граѓаните не поверуваа во одговорноста на премиерот, министерот за здравство и вице-премиерот за борба против корупцијата и криминал во сообраќајот. Колку за споредба, пред 4 години во 2016 година, шведската министерка за образование си поднесе оставка, откако полицијата ја застанала и пронашла 0,2 промили алкохол во незината крв. Таа тогаш во изјавите за шведските медиуми рекла дека многу луѓе се разочарани од незината постапка, а таа сама на себе си е лута и многу се кае. Ако се стремиме кон Европската унија, македонските функционери треба да учат од европските лидери. А наместо тоа, видеото на мотори без почитување на сообраќајни правила, ако треба да е пример за младите особено, но и за сите учесници во сообраќајот, тогаш изгледа не треба да почитуваме ништо, по теркот на Заев, Филипче и Николовски.